Каков е 8 март за најранливите? Ова е тема на денешната емисија Јасно и гласно во пресрет на меѓународниот ден на жената 8 март. Во студиото на Радио МОВ нема да зборуваме за тоа како треба да се слави 8 март, дали со протести или по кафеани, но ќе зборуваме за тоа како некои од најранливите групи, жените кои што се соочуваат со семејно насилство и жените ромки, како една од маргинализираните групи во општеството, го слават овој ден или што треба да се направи за овие жени да почнат да го слават 8 март. Гости во студиото на Радио МОВ се Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, и Сибел Бајрам, наставничка и председателка на неодамна формираното Сдружение на жени ромки Лачо Диве. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време. Знам дека сте во гужви со периодов и со маршот кој што вие го организирате и вие со сите активности кои што ги имате и околу Сдруженијата и околу наставните активности, но сметам дека е битно оваа тема да се проговори и да се зборува и за овој сегмент на целата приказна. 8 мартовскиот марш се одржува под слоганот оваа година "Ти не си виновна". Елена, зошто е потребно на жените да им се повторува однов и одновно дека тие не се виновни за тоа што станале жртви на семејно насилство, за тоа што биле силувани или за тоа што биле обесправени врз основа на тоа само што се жени? Да, прво да се благодарам за поканата. И зошто треба да им повториме, затоа што живееме во општество во кое што секоја порака која што ја добиваат е дека таа е виновна. На жените се наметнуваат толку многу правила на однесување, правила на облекување, што може да работи, што не може да работи, и никако уште од најмалата возраст се воспитуваат дека треба да слушаат нечиви насоки. Кога ќе отида првпат да пријави во полиција, прво што ја прашуваат е како била облечена и дали била пијана и што она направила. Од самите тие прашања го насочуваат останатиот тек на разговорот. Дали она предизвикала нешто за да биде силувана, или пак кога се работи за семејно насилство. Прашањето што направи ти пред да се случи тоа не смее да биде поставено. Затоа што жените, за да дојдат да пријават во полиција, без разлика дали е сексуално насилство, дали е семејно насилство, дали е било каква форма на насилство, поминуваат во еден низ еден процес кој што ние можеме само да го замислиме. Донесувањето на одлуката да каже дека била жртва на некаква форма на насилство е многу тешка, да пријави дека била. И кога првата реакција што ќе ја добие е "а што ти направи?", тогаш е повеќе од очекувано дека следниот пат ќе бидат обесхрабрени или на своите пријателки таа ќе ми ја пренесе порака, ќе им прераскаже нели што се случило и доколку се случи нешто слично на истите, ќе нема потреба. Зошто би отишла јас во полиција да пријавам ако јас треба да си го оправдам? Жртвата никогаш не смееме да ја ставиме во позиција да се оправда зошто била жртва. Сибел, жените ромки пак неретко се подложни на двојна дискриминација. Од една страна заради тоа што се ромки, а од друга страна за тоа што се жени. Знаеме дека кај ромите сериозен проблем е пристапот до образование, кај голем дел од нив. Знаеме дека очекувањата за жената се дека таа не треба да оди на работа, туку треба да седи дома и да биде домаќинка. Со какви потешкоти се соочуваат овие жени кога станува збор за остварување на едни основни човекови права? Значи вака, веќе во 21-виот век јас сум среќна со тоа што ќе кажам дека девојките ромки продолжуваат со образование и не само со средно, туку продолжуваат и со, голем број од нив продолжуваат и со високото образование, така што тој стереотип дека жената ромка останува дома, дека многу рано создава семејство и влегува во брачните води, ние како млада генерација, да, нов свеж бран, веќе мислам дека полека но сигурно ги уриваме тие стереотипи. Многу од девојките кои што ми се пријателки веќе се завршени и работат во некоја институција, така што допринесуваат за општеството во целост, меѓутоа и за својата заедница.
Да, секако, се уште постојат оние патриархални семејства каде што жената не е дозволено да продолжи со своето образование или пак само образованието престанува до 8 оделение и нели не ја пуштаат да излегува многу често, да се меша со други луѓе и треба да стапи во брак. Меѓутоа, јас сум среќна дека веќе оние стереотипи кои што важат дека девојките ромки се мажат рано и со договорени бракови, дека веќе тоа се урива и многу малку такви случаеви постојат, барем на кои што јас сум била сведок. Okay. Елена, колку е присутно семејното насилство во земјава и колку жените знаат да го препознаат и да реагираат на него? Колку е присутно е, многу е присутно, на жал. Тоа го покажа и последното истражување на ОПСА 2019 што беше објавено. Податоците таму се поразителни, навистина поразителни, дека дури и интервјуираните жени не го препознаваат насилството, ниту пак ги оправдуваат, односно кај самите жени може да се средна тоа дека и тие ги обвинуваат другите жртви. Зошто живеат во семејство, па зошто во семејно насилство, зошто го пријавиле и слично. Глобалните статистики верувам до сега дека многу пати се нели и повторени по различни емисии, дека секоја трета жена е жртва на психолошко, секоја пета на физичко, секоја десета на сексуално насилство. Јас од она што го гледам, работам во оваа област повеќе од 10 години, навистина можам да потврдам дека тоа е така. Особено оние посуптилни облици, кои што не дека помали последици оставаат, како например психолошкото насилство, може би е присутно навистина во секој втор брак или врска кај нас. И тоа е повторно наметнато од она што го спомнав. Патриархалното општество, традиционалниот систем на вредности и улогата која што и се дава на жената во семејството и генерално во општеството, во пошироката заедница. Она што е загрижувачки, а што го приметуваме во последните години е дека особено насилство забележуваме, психолошко насилство и сексуално, тоа е присилен сексуален однос. Го забележуваме кај младата популација во тинеџерските врски. Значи, забраните, контролирањето каде се движи, со кого се движи, како се облекува и давање насоки од страна на партнерот како треба да се облече. Сите се тие форми на психолошко и емоционално насилство, кое што девојките, младите девојки никако погрешно го толкуваат како љубов. И тоа е една клучен аспект на кој што треба да се работи, затоа што сите тие врски, без разлика дали со тој партнер или со некој следен, тоа се првите симптоми за насилна врска, кои што подоцна формите на насилство само се зголемуваат, начините на кои што се врши насилното однесување се навистина различни и не може да се излистаат сите, но може да се препознаат. Однесувањето на партнерот може да се идентификува како насилно или ненасилно. И тоа е еден клучен момент на кој што треба да се работи. Едукација со младата популација да ги препознаат првите симптоми на насилна врска. Колку младите па реагираат на овие врски? Кога се наоѓаат во врска која што е насилна. Значи, одиме еден чекор поназад од тоа семејно насилство. Најверојатно игнорирањето на она што се случува во врската, потоа доведува до уште пострашни работи кои што се случуваат и во бракот. Да, сега и активностите на лачоди век ќе бидат разновидни и од разни теми. Тоа што мислам, што и предходно нели сум била во контакт со припадници од мојата етничка заедница, особено со млади девојки кои се во средношколскиот период, се тоа што јас често пати им имам зборено дека нели не треба да дозволат тој да ја удри или пак не дај Боже да посегне по забрани, да го проверува телефонот и да ја кажува што треба да прави. И дека тоа не е љубов. Значи, ако мажот или дечкото те удри, или ти забрани, или не те пушта ти да излагаш со одредена пријателка, или цело време ти го контролира телефонот, тоа е веќе еден вид на насилство и тортура која што ја врши врз тебе. Значи, во рете, нели, млади, љубовта, тој тинејџерски или адолесцентски период, меѓутоа нели треба да знаат да препознаат кога треба да кажат стопи, доста е, едноставно да излезат од тој круг на таа врска. Реагираат, излегуваат?
во разговорите кои што сум ги имала со нив, никоја не кажува јавно пример дека е жртва на таква врска. Сега преку она ние што го правиме како едукација, Ми давате одредени препораки. Ме интересира колку сте задоволни пак од оној институционален одговор. Елена спомена нешто за тоа полицијата како се однесува, Сибел ќе ни дополни нешто веројатно и во тој дел. Меѓутоа, колку институциите ги штитат на вистина жените? Без да звучи обесхрабрувачки према сите оние кои што се во периодот на донесување одлука да пријават во институција, но навистина нивото на заштита е на многу минимално ниво. Е минимално од аспект особено што некако како се сведува на тоа дали ќе ти се погоди правиот социјален работник, затоа што има навистина добри социјални работници и психолози во центрите за социјална работа кои што препознаваат и обезбедуваат и ја нудат заштитата која што е потребна. Наспроти тоа има и комплетно несензибилни или пак од друга страна, пошто не би сакала да давам оцена толку и да генерализирам, може би истрошени. Знаете, оваа работа истрошува, енергетски исцрпува и тоа е нели познато веќе како синдром на брнаут. Ако не најдеме начини и механизми како да работиме со тој синдром, во одреден момент оваа работа мора да се напушти. Мислам, генерално работата со ранливи категории е прилично исцрпувачка или се развива механизам на одбрана и заштита од брнаут, или пак се напушта работата. Во центрите за социјална работа тоа не се случува, ниту едното, ниту другото. И сега, каков оној пат на една жртва на семејно насилство се јавува, претпоставувам, во полиција, пријавува дека нешто се случува, решава да го напушти домот и нема каде да оди. Што правиме тогаш? И сега тука можеме да разговараме за прашањето што би требало да се случува или Така. што реално се случува во нашата држава, пошто ние во однос на обезбедување на сервиси за поддршка сме навистина на не ги задоволуваме ни минимум стандардите за постоечки сервиси. Сега јас во моментов не можам да кажам точно колку, да речеме, кревети има во шелтер центрите, затоа што декември Министерството отвори 10 нови сервиси, меѓу кои советувалишни центри и 2 шелтер центри и 1 кризен. Но пред декември ние имавме 35 кревети на национално ниво. 35 кревети, а во просек пријавената бројка секоја година на семејно насилство, нови случаи се движи од 1000 до 1200. 35 кревети се за жени со деца. Па сега од прилика, нели математиката може да се направи колку реално еве и овие 2 нови шелтери да обезбедиле уште по 10 кревети, повторно е премалку за да бидат згрижени. Оно што е проблем. Националната мрежа правеше истражување минатата година за економските предизвици со кои што се соочуваат жените жртви на семејно насилство, кои што ја напуштиле или пак планираат да ја напуштат населната средина, односно кои што живеат во насилство. Еден од главните предизвици е домувањето. Жените или живеат во куќа која што е во сопственост на родителите на сопругот или живеат во заеднички имот. Нашиот закон моментално, иако предвидува отстранување на сторителот од домот, тоа се случува во толку ретки случаеви, што на крајот, ако таа сака да излезе од насилството, мора таа да замине. Кога го имаме оваа можност со шелтер центри, немаат многу избор. Значи изборот или да отидат под кири или да се вратат кај своите родители доколку има простор за тоа и доколку нивните родители ги имаат назад. Инаку како би требало да тече? Значи насилството се пријавува независно дали ќе отиде прв пат во полиција или во центар за социјална работа. Едната со другата институција секогаш комуницира меѓу себе. Значи, доколку дојде во полиција, упатуваат во центар за социјална работа, да ги објаснат сите прави, сите можности за заштита кои што постојат во државата, да ја обезбедат психолошко советување долготрајно, не една средба. Тој дел го има кај нас или законски регулиран? Законски регулиран. Во пракса не е затоа што еве да речеме советувалишен центар кој што има обезбедува стручна специјализирана поддршка за жени жртви на семејно насилство, има еден во Скопје, во цела држава. И сега, меѓуопштински центар соработува со, тоа е прв семеен центар, соработува со прв семеен центар, но колку може еден советувалишен центар да задоволи
потребите на повеќе од 500 жени кои што се регистрирани во Скопје. Ќе ве прекинам малку. Да речеме дека има место за таа жена во центарот. Згрижена е, што правиме тука? И точно, ако се случи да биде згрижена, она што се случува моментално е само ја згрижуваат и обезбедуваат храна, хигиена и слично. Но она што треба да се случува е да таа континуирано работи со психолог на надминување на трауми и правење план за иднината. Да се направи процена за незините капацитети и вештини, за да може професионално или да се преориентира или да се упати на некоја обука, доколку е невработена зборуваме. И во тој период, додека таа е сместена во шелтер, треба сите овие работи да се тековни за евентуално кога би излегла од шелтер, таа доколку нема работа, да се најде работа. Друга работа е што додека е сместена во шелтер, таа не може да оди на работа. Шелтерот е на тајна локација и низиното пречесто излагање би ги загрозила другите жени. Што значи работодавците треба да бидат свесни и во тој период да го остават работното место во мирување, не да го изгуби. Многу често жените го губат работното место и од шелтер излегуваат уште позагрозени и поранливи него што биле претходно. Сибел, колку сето ова ги обесхрабрува жените? Имавте и вие еден ваков случај кај вас? Да, ние пред 2 години имавме ваков случај на една мајка која што доаѓа во другата наша организација која што се вика Сумнал. Имаше случај на насилство од својот сопруг и не знаеше како да постапи. Се јавивме ние во еден од шелтер центрите, тие ја згрижија, меѓутоа тоа беше на одреден период, бидејќи нема доволно простори, капацитети. Потоа таа го пријави случајот во полиција, мислам дека не еднаш, туку неколку пати последователно и одговорот што го добиваше од таму беше дека ако нема кај да престои таа, дека можеби е окей да прекјути еднаш 2 пати и да се врати во своето семејство. Сега, како таа би се вратила во своето семејство кога дома ја очекува насилен сопруг, а притоа таа има 4 деца кои што се сведоци на тоа, кои што гледаат, и иако на нив не им се врши физичко малтретирање, тие доживуваат многу голема психичка криза, малтретирање и понатаму јас се прашувам како тие деца ќе се развијат, што ќе стане од нив. Така што мислам дека иако сме 21 век, дека општеството некако нема доволен слух, особено институциите кои што треба да ни понудат помош и пред се безбедност и заштита. Ако ние немаме доверба во нив, тогаш што правиме понатаму? Дали понатаму вакви случаи кога ќе има, ќе бидат охрабрени да делуваат или ќе прекјутуваат и ќе трпат? Верувам дека институциите се свесни за овие проблеми. Претпоставувам дека многу пати сте кажале и вие и како национална мрежа и вие како Сумнал сега новото здружение. Но што може да се направи? Што реално може да се направи за да се подобрат состојбите? Веројатно оправдањето дека ние сме мала и сиромашна држава не секогаш држи вода. Тоа секако дека не држи вода, пари, барем оно што гледаме во последните години, многу години, во последните 10 години, дека за тоа што ќе решиме да најдеме пари, наоѓаме пари. Без разлика дали е потребно или не, ако решиме дека треба да го направиме како држава, го правиме. Така да, парите не се оправдување, она што ние и како мрежа долго време го работевме, беше ставање приоритет на насилството, објаснување на целиот феномен на насилство, од каде доаѓа и особено кои се последиците. Затоа што ние сакаме и се презентираме себе си. Државата си ја презентираме како држава која што работи на родова еднаквост. Родова еднаквост со толку висок процент на насилство не може да има, затоа што жените кои што живеат во насилство не можеме да очекуваме да бидат функционални со 100% од својот капацитет и своите вештини кои што ги имаат, заради тоа што насилството ги инхибира. Тие живеат во постојан страв како да се заштитат од идно и идно, кога во случај кога не може да заминат, тие постојано креираат планови безбедносни за себе и своите деца и кога нашата енергија, кога енергијата на таа жена е насочена кон тоа цело време, таа не може да се насочи кон себе развивање, себе актуализација и нели
особено не во учество во јавниот живот, што мене ми е навистина во одреден момент абсурдно за земја со толка степен на семено насилство да ги потикнува жените да се вклучуваат во јавниот живот, да креираат политики, да креираат буџети, кога тие жени од дома не може да излезат, па не да активно учествуваат во никој таков процес. Што можеме да направиме? Можеме да направиме да она што е позитивно направено, особено во последниве 2 години е што се стави насилството како проблем дојде на малку повисоко ниво и му се даде поголема значајност и важност. Но повторно ние кога викаме државата ја прават луѓе. Министерствата ги сочинуваат луѓе. Се додека тие луѓе во центрите за социјална работа не разберат која е нивната клучна задача таму. Не е тука дали мене ми е денот или не ми е денот. Јас сум избрала да бидам психолог, сум избрала да бидам социјална работничка и да работам, да речеме, со тие ралливе категории. Во тие 8 сати јас морам да бидам посветена на нив. И моите лични, да речеме, стереотипи и предрасуди не смеат никако да влијаат во процената дали една жена е жртва или не. Таа дошла тука и кажала дека е жртва. И ние мораме да веруваме се додека ни го докажеме спротивното. А не во старт да испитуваме, разбира, пристапот провоцирало точно, пристапот е сосема погрешен. Она што ние им советуваме да пробат да го правате, нека се оправда сторителот дека не е сторител. Зашто жртвата да докажува дека е жртва? Нека, ајде да пробаме обратно, затоа што ние повеќе ги ставаме на тапет жртвите и ги подложуваме под разни испитувања и процеси во тоа да докажа дека се жртви, а сторителот во целиот тој период одмара. Него му е окей, пошто она најчесто нема докази. Одете докажете го психолошкото насилство. Така да генерално има многу што да се направи, но треба да сакаме да го направиме тоа и можеме. Додека одговара Сибил, размислете за тоа што треба да не биде приоритет од денеска, ако не од вчера. Она што сакам, Сибил, да ја прашаме, вас во заедницата, посебно младите девојки, ве гледат како некој пример, како некој кој што успеал нешто да направи во животот, да се избори со оние стереотипи кои што постојат. Што им е потребно на девојките за да станат успешни млади жени, а потоа и понатаму во животот и да се реализираат себе си? Да, јас секогаш им зборам дека без разлика од какво семејство потекнува, дали е тоа помоќно или не, дека секогаш има начин ако сакаш да се образуваш. Значи, сега постојат многу стипендии, особено на сите нас кои што излеговме како студентки, мислам поголем број од нас и студенти не има, имаме добиено поддршка од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Така што и самото Министерство за образование има стипендии кои што се даваат на средношколци и на студенти. Има начин ако сакаме да се образуваме. По новата генерација, пошто веќе сум и во тој образовен систем, тие имаат капацитет и потенцијал, меѓутоа им треба оној позитивен пример и стимулатор и мотиватор кој што ќе ги турка понатаму и дека ако се појави потешкотија во тој период, дали е поврзано со семејство или со образование, треба ние да бидеме блиски и достапни до нив, а не да бидеме оние што ќе стојат од страна само и ќе си ја работат она работа која што треба. Пошто јас верувам дека наставникот не е само човек или личност која што треба да пренесе знаење, туку ние имаме голема одговорност пред се. Значи ти треба да креираш еден профил на човек кој што понатаму ќе успее во животот и ќе знае како да се избори. А потоа и да му пренесеш знаење како би му го олеснил или олеснила патот понатаму во животот и би му обезбедил или обезбедила некоја соодветна и пристојна иднина понатаму. Кој беше твојот мотиватор? Јас имам успешен пример дома. Мајка ми, мојата жена водилка во животот, а вториот пример кој што дома ни ги урна сите стереотипи и предрасуди дека нели жената кај ромите има некој мислење од другата страна на неромското население. Добре. Дека ние се мажиме рано, меѓутоа тетка ми беше оној пример во семејството кој што, таа беше прво од семејството што се омажи на 31 година. Така што јас веќе имам 25 години и фала му на Господ немам притисок од моето семејство. Туку тоа остават ја да одлучам кога ќе пристапам во тие води и кога ќе бидам спремна и сум многу среќна за тоа. Елена, како да ги
оснажниме на некој начин жените, која би била вашата порака и која е вашата порака до институциите? Што треба подитно да направат? Па и до едните и до другите. Главната порака е дека жртвата никогаш не е виновна. Таа никогаш не е виновна и кога прв пат ќе примеме една жена и разговараме со неа, доколку го имаме тоа во главата, дека што и да се случило, таа не е виновна, тогаш пристапот автоматски ќе се смени. Не треба нешто ново да научиме, треба само едноставно да сватиме дека таа не е виновна. Зашто и да се случило. Така да, тоа е пораката дека јас и покрај тоа што системот на заштита во државата не функционира. Јас сепак би ги охрабрила сите жени кои што претрпеле било каква и доживуваат било каква форма на насилство да пријават, ако не се чувствуваат спремни да отидат директно во институција. Има многу граѓански организации, меѓу нив е и националната мрежа, кои што обезбедуваат и психолошко советување, и бесплатна правна помош, и она што е најважно, ние обезбедуваме придружба. Значи, таа ако се плаше да отиде сама, ќе отидеме ние со неа. Секогаш би се надоврзала на она што го кажа Сибел, секогаш има начин. Може би за некој ќе биде потешко, за некој ќе биде полесно, но секогаш има начин доколку се охрабри, барем да се обрати во граѓанска организација, ќе се најде начин како таа да ја напушти насилната средина. Само куса во моментов имате една донаторска акција? Да, имаме донаторска акција. Ние следната недела отвараме, од следната недела официјално ќе почне да функционира куќата за домување за жени жртви. И токму оваа иницијатива, јас сум многу среќна затоа што град Скопје навистина ја препозна важноста од ваков сервис и ни обезбеди финансиската поддршка за да ја отвориме куќата. Куќата за домување ќе го обезбеди токму она што нив има најголем предизвик. Кров над глава додека смислат што да прават понатаму. Покрај кровот на глава ние ќе обезбедиме, значи тоа е сместување за жени и деца жртви на насилство кои што ја напуштиле насилната средина и кои што во тој момент немаат каде да отидат. При тоа да овозможиме економско јакнење, значи дали обука, квалификации, доквалификации, за да може таа да од куќата да излезе економски стабилна и зајакната и да може да се грижи за своите деца. Акцијата ни беше конкретно за некои делови за доопремување на куќата, затоа што таа е опремена со главниот мебел и се оно што е потребно за секојдневно живење, но ни треба некои ситни донации и за тоа можам да го споделам моето задоволство. Навистина имавме голем одзив, особено од физички лица. И мислам дека веќе до понеделник ние ќе ги имаме задоволено сите наши потреби, секако го остане уште нешто ситно, тоа тековно ќе се до обезбеди. И некои од фирмите исто така се понудија за донација, така да тоа е барем речиси сме при крај со подготовките и ќе можеме да официјално ја отвориме. Веројатно ви е целта оваа куќа да биде и пример за тоа како треба да изгледа системот на згрижување на жртви на семејно насилство од страна на институциите. Да, од прилика баш фино го кажа, сакаме да им покажеме како тоа треба да изгледа, затоа што во куќата, покрај тоа што ќе бидат сместени, ќе имаат храна, хигиена и ќе може да размислат за себе и како понатаму, ќе можете да ги спланираат животот. Ќе добијат бесплатна правна помош и адвокатско застапување доколку има потребно и ќе добијат психотерапевска поддршка, работа на себе, работа на надминување на едноставно реоткривање на себе и своите желби и идни планови. Така, пред крајот на ова денешно издание на Јасно и гласно, ќе го поставам она прашање кое што веројатно многумина ви имаат прашано. Сибел, работиш како наставничка во училиште, актуелни се сега сите тие подароци околу 8 март. Како ги учиш и што ги учиш твоите ученици? Како треба да ја почитуваат жената и како треба да ги почитуваат или наградуваат наставниците? Јас секогаш, особено со деветите, им зборам дека први неважно тие во семејството, како припадници на појакиот пол, зборам за машките, дека секогаш треба да си ја сакаат, ценат и почитуваат секоја жена што ја имаат во семејството, без разлика дали е тоа мајка, дали е сестра, дали е баба, тетка или понатаму девојка, бидејќи сметам дека тие се тие генерации кои што треба да бидат обсипани со позитивни вредности и треба да ги поддржиме сега кога тие се оформуваат и креираат понатаму. Што се однесува до подароците, нели тоа е најмногу застапено во образовниот систем и
Јас им зборам дека мене многу ќе ми биде побитно тие да учат и да го практикуваат тоа што им го кажувам и ги советувам и гледам дека во иднина ќе станат успешни луѓе со кои што јас ќе се гордам и ќе кажам дека тоа биле мои деца, мои ученици, отколку да добиам некој си подарок од нив, а при тоа тие да се потрошат за да го обезбедат тоа. Така. Ве благодарам и на двете за денешното гостување. Ве благодарам и вам за вниманието. Ја следевте денешната 8 мартовска емисија Јасно и гласно. Останати понатаму со содржините на Радио МОВ.